Влада нема, политичкиот јазик без зборови и азбука. Зошто воинственоста повторно станува синоним на обединувањето? Лидерите креираат етничка напнатост и воинственост. Кој ни наметнува дека сме центар на светот и зошто го уништуваме граѓанското содружништво? Дали албанскиот ќе исцрта нови демаркации во Македонија или конечно ќе стане јазик за разбирање? Филозоф и социолог за македонската периферија во светската политика, за новиот провинционализам, егоизам и самодоволност. Добра вечер. Не е вообичаено да се демантирам, но сепак имам некаква надеж дека можеби средбата што е закажана и се одвива во мала речица меѓу лидерите Ахмети и Заев би можело да ме демантира дека влада нема. Дали сепак ја има, ќе зависи, се разбира, и од другите политички фактори, особено од релациите и решителноста на Иванов да го додели мандатарството на лидерот на СДСМ, како и од начините на усогласување околу така наречениот пакет од декларацијата. Она што вечерова ме испровоцира во студиото да донесам двајца мислители, социологот Ило Трајковски и философот Ивица Джепаровски, е нивната научна и стручен интегритет. Луѓе кои сепак ретко зборуваат, но тоа што ќе го кажат има некаква веродостојност и не можете така често или никако да влијаете врз промена на становиштата. Тоа е она што ми се чини дека во Македонија недостига во овој интелектуално креативен свет. Ако ќе донесете философ и социолог на една маса и уште ќе им кажете дека тема ќе биде војна војната на зборови и јакне во Македонија, војната како синоним на светската сцена се појавува се поинтензивно, не знам дали ќе биде доволно провокативно и затоа мислам дека е подобро со социологот и со неговата обсервација зошто одеднаш сите елементи на вербалноста и на политичката, па и на светската конфронтација се собираат на различни полови од земјата. Војна, конфликт, самодоволност, Америка е на прво место. За нас македонците да не зборувам. Професоре? Добро вечер, благодарам на поканата. Мислам дека малку погрешивте кога кажавте дека малку зборуваме со колегата Джепаровски. Зборуваме многу, двајца дека го професори, меѓутоа зборуваме со нашите студенти. Можеби не сме имале прилика така за јавно искажување, но секогаш кога има можност да го правиме тоа. Прашањето е интересно. Војната, викат, односно тоа ги ма кажано Клаушевич, е само продолжение на политиката со други средства. Според тоа, она што се случува денеска во светот, во Македонија, можеме да го гледаме од таа перспектива, како можеби проблем со кризата на политиката, односно со оние политички формули кои што биле доминантни во изминатите децении. Светот е во една специфична фаза и во специфична состојба во која што досегашните начини на водење на политиката, досегашните политички формули очигледно не даваат посакувани резултати. Се зборува за големи драматични промени, преструктурирање на глобално ниво. Според тоа и во тоа има одек, има рефлексии врз она што се случува во Македонија. Но исто така, она што исто така стои и тоа дека споменувањето на војните, на конфликтите, нивното актуализирање е исто така направено и често пати се прави од манипулативни причини. Тогаш кога политичарите кои што чувствуваат дека се загрозени нивните позиции, нивните формули за мобилизација на масите, посегнуваат и по такви кои што ќе им овозможат опстојување на политичката сцена. Зошто синонимот, вокабуларот, значењето на војната се врати во Македонија како поттик за
патриотизам или за одбрана на така наречената македонштина? Добро, тоа е специфична македонска состојба, меѓутоа зошто се врати? Затоа што пак речем политиката очигледно не ги дава очекуваните резултати. Значи не дава можност да се ефективно владе, особено во овој период на политичка криза во која што се наоѓаме моментално. Мислам дека е јасно познато. Војната станува актуелна тогаш кога политиката се покажува нефункционална, неуспешна да го одржува мирот. Политиката функционира тогаш кога имаме мир, односно општеството е во состојба на мир. Штом политиката престани или не успева повеќе да ги решава внатрешните конфликти, бидејќи сите општества се по дефиниција конфликтни, тогаш ризикот дека ќе настанува состојба на неред, на хаос, од тука потенцијал за војна е сосема можен. Меѓутоа, не мислам, сакам да кажам, тоа не е специфична македонска состојба. Во сите општества, кога се наоѓаат во некоја критична фаза, се случуваат такви посегања по овие екстремни, да речем, средства. Земји кои што се многу стабилни, кои што служат како пример за стабилни држави, етаблирани држави, се нашли и се наоѓаат во ситуација да се премислуваат во однос на сопствената иднина, сопственото постоење. Она што викате, кои се етикетите, убедувањата за патриотизам, за предавници се врзани со чувствата, очекувањата, перспективите за опстојување на државата. Ако тука има некакви несигурности, тогаш луѓето размислуваат и во тој дел, дали ќе опстои или ќе опстои државата. Например, 2008 година во Франција беше ако должам кажете ми, беше во постапка реформа на уставниот систем на Петата Француска република. Меѓу еден од амандманите кои се предлагаше, сличен на она што денес го имаме, например, во така наречената платформа за прашањето на јазикот, односно прашањето на јазичкиот плурализам и уставните решенија. Имав можност да ја следам дискусијата во Франција по тој повод. Предлогот за тој амандман помина во собранието на Франција, скоро речи со едногласност. Меѓутоа, кога дојде на Сенат, дискусиите беа жестоки. Тога си велев да можем да ја заменам именката Франција со Македонија, истите јанзи, истите проблеми и стравови. Ако тоа се усвои, готова е Франција како држава се распага, ќе биде проголтана од Германија, од Италија, од Шпанија и така натаму. Значи, станува збор за некои многу сензитивни прашања кои што државите, такви какви што се денеска, националните држави, се чувствителни и реагираат со сите своји сили. Професор Джапаровски, дали светот се наоѓа во премлежje заради отсуство на нови доктрини, на движење, нови суди досега што го имавме меѓу глобалното и локалното, меѓу федерализмот и слободната економија. И токму заради тоа што не наоѓаме одговори на тоа, нам сега ни се враќа еден облик на нов егоизам, светски егоизам, кога светски државник од Доналд Трамп вели Америка прво, првата реакција беше дека и на Европа и на светот дека Америка се свртува кон себе од извозник, нели, на некои стандарди, демократија, правила и така натаму, сега е прекопирана само со себе. Зошто е тоа така? Одговорот е сложен. Не може да се одговори накратко и со неколку реченици. Она што јас можам да го кажам е врзано со согледувањето на состојбите на глобален план, светски рамки и можеби недостатокот на едно теориско промислување на нашата стварност. Можеби ова премногу силно звучи, но навистина имам чувство дека оние големи дебати што се водеа и во доменот на хуманистичките науки и на општествените науки од средината на минатиот век, па се некаде таму до 80-тите и 90-тите години, како постапно да исчезнуваат. Се помалку има мислители кои што во доменот на филозофијата, па дури и во доменот на социологијата се наметнуваат со своите теориски идеи врзани за толкувањето на стварноста. Поедноставно кажано,
Ако 11-тата теза за Фойербах велеше филозофите до сега само го толкуваа светот, работата е во тоа тој да се измени, сега ми се чини дека доаѓаме во едно време во кое што е потребно повторно враќање на толкувањето на светот. Значи една херменевтика ни недостига, која ќе покаже што се случува со светот. Се разбира, постојат мислители кои што ја мислат нашата стварност и во доменот на филозофијата и во доменот на социологијата. Еден неодамна почина, Зигмунд Бауман, прочуениот социолог и филозоф, од полско потекло, англиски инаку социолог. Неговиот концепт за течниот модернизам или течниот модернитет, liquid modernity, кој потем го трансформира во толкување на севкупното општество наше, кое што почнува да станува флуидно, почнува да станува фрагментирано, почнува да станува неизвестно во сите своји елементи. Културата исто се разводнува, станува течна, преминува во таа агрегатна состојба. Еден од тие обиди да се протолкува светот, иако и самиот Бауман не понуди решение што и како да се надмине оваа состојба. Колегата Ило Трајковски исто така знае, тој го преведе Ентони Гиденс. Сеќавам кога го работеше преводот на Runaway World, на Забеганиот свет, тоа е книгата на Ентони Гиденс, кај што Гиденс говори токму за овој свет во кој што се наоѓаме, кој што е во едно неверојатно забрзување, во кое што нештата толку брзо се случуваат, што вие немате време ниту да застанете да промислите што се случило зад вас, се доаѓаат нови нешта. Еве и вие така ја најавивте емисијата. Ја најавувате емисијата како разговор за едно, ама може нешто да се случи друго, брзо, тоа ќе биде поважно. Постојано ние сме во едно стравотно забрзување. Тоа, знаете, започна уште од средината на 80-тиот век, не е тоа од сега. Првото забрзување се случува уште во она прочуена изрека на Бенџамин Франклин. Оно што го измисли громобранот, но и еден од најзначајните мислители американски и философи. Тој во своето писмо до младиот трговец, од постариот му вели вака: "And remember that time is money." И запомни дека времето е пари. Тоа е 1748 година. Од тогаш започнува забрзувањето на нашата цивилизација, во оној момент кога времето станува продуктивна категорија. Ние сме сведоци на тоа забрзување, нашата цивилизација е фасцинантно се забрзува овие процеси на глобализација, ни носат во делот секундата, ни го носат светот кај нас. Сите премрежења што постојат во светот доаѓаат кај нас. Ако големите држави имаат проблем со јазикот, се разбира, и малите ќе го имаат тој проблем, уште повеќе од колку големите. Ако тие имаат финансиски и економски проблеми, малите уште повеќе ќе ги имаат. Токму тоа укажува дека нам ни треба повторно едно сега промислување на светот во кој што се наоѓаме, повторно нудење на нови визии, што треба и како треба да се прави. Ќе видиме што ќе донесе оваа ера на Трамп, ако стане ера. Дали е тоа визија со дисконтинуитет? Не, постои континуитет. Знаете, се во ова што се случува е производ на модернизмот или на доцниот модернизам. Модернизмот кој што се карактеризира со развој технолошки, развој на електрониката, на дигиталноста. Сето тоа, севкупната таа комуникација која што нашиот свет, во кој што нашиот свет постои и на тој начин и постои светот, го создава ова време во кое што ние живееме, противречно, неизвестно, ја немате сигурноста. Па дури, еве, да тргнеме, порано се велеше најсигурна професија универзитетски професор. Денес не е така. Вас ви избираат на 4 години, ако не добиете реизбор, ви завршува работата. Ништо не е сигурно, ништо не е известно. Вие мора постојано од момент во момент да се докажувате, а тоа не ви дава можност да застанете и да погледнете назад и да видите што се случило. Ајм уште малку на светската сцена, зашто имам впечаток дека не превладуваат доктрини, туку превладуваат чекори кои произлегуваат од лидерски превенционализам, дека светот е инхибирано тоа што нема водачи, туку адхок политичари кои дневно реагираат. Внимавајте, во овој момент во светот нам ни се враќаат сите најригидни форми, бодликави жици, ѕидови, тоа што инаку
А се крстиме во слободата на духот и слободата на говорот, на мислата. Тоа не е контраверза за која нема одговор во овој момент. Не е стравот само од исламизацијата, од мигранти и така натаму. Само сакајќи да одговорам на прашањето, ќе се надоврзам на што го кажа колегата Джепаровски во тие драматични, крупни промени што се случуваат со глобализацијата. И со модернизацијата, да кажеме. Вистинското конкретно име на тоа е капитализмот, од една страна, и либерализмот, односно демократизацијата. Апропо вашата идеја за слободата. Значи, мислам дека светот и државите се наоѓаат во потрага по нова политичка формула за интеграција, по нова формула, по нови институции, затоа што аргументите дека постојните репрезентативни представнички институции имаат сериозен проблем се посилни и ги гледаме како пројави во политиката. Ама нови интеграции врз основа на дезинтеграции на досегашните глобални институции, глобални движења? Никогаш не се случува едно без другото. Да. Тоа секогаш оди така. Имавте дезинтеграција на Југославија како држава и Советскиот сојуз, Чешкословакија, но истовремено проблем на интеграција на новосоздадените држави. Така. Феномен кој што го имавме и претходно, значи не многу одамна со распаѓањето на големите империи, Австро-Унгарија, Отоманската империја, па се создаде овие држави кои што траја известно време и се распаѓаат. Светската историја е постојано од една страна породилиште на нови држави, нови интегративни политички целини и истовремено гробница на многу стари кои што постоеле. Сакам да речам, во делот на така наречената неуправлива политика ни се случуваат феномени како што се Occupy Wall Street и многу други кои што укажуваат на тоа дека постојните институции немаат капацитет да ги примат оние случувања, промени кои што се случуваат во така нареченото граѓанско здружување, граѓанска сфера, во економијата и така натаму, и затоа државите се во потрага по нови институции. Демократијата како форма, политичка форма, во основа денеска е прифатена како посакувана, пожелна и така натаму. Меѓутоа, која форма на демократија, кој облик на демократија е исто така тема на жестока дискусија. Ние во Македонија зборуваме за демократија, не знам, либерална, но мултиетничка, па ваква, Значи, и македонското општество е во потрага под таа нова формула. Проблемот ми се чини е, следејќи идејата на колегата Чепаровски, отсуството на теоретски дискусии и расправи во тој дел. Политиката, политичките феномени се експропирани од политичките елити. Особено кај нас не достига диалогот меѓу она што е останато од наука и теорија, фундаментална наука и теорија. Многу малку од тоа е. Затоа што во последните 20 години поддршката за научните истражувања во Македонија е прилично слаба. Значи, за науката малку подоцна. Професор Джепаровски, останувам на тезата која доктрина ќе може да ја осмисли, да ја обзнани новата филозофија на светот во кој ѕидовите стануваат синоними на слободата и бодликавите жици кои не подсекаат на некои изминати периоди. Тешко е теориски да се брани таква доктрина, но гледате дека практиката вели дека е тоа можно. Затоа што политиката не ја следи теоријата, ниту пак следи некои хуманистички принципи. Таа ги следи прагматски барањата, наслушнувањата на она што им го говорат граѓаните. Или таа на некој начин ги артикулира стравовите на своите жители, на жителите во своите држави. Ако не ги следи нивните гласови, ако не го следи она што таму се случува или она што се случува кај нас, тие ќе останат, нема да можат да одговорат на барањата на стварноста. Се разбира, не треба ни да се има илузија дека идејата на хуманизмот, нешто што започна со просветителството, која не се реализира докрај, дека ќе биде реализирана сега, во овој момент. Ние не треба да се откажеме од сето тоа. Но од друга страна треба да знаеме дека и нашата цивилизација всушност и започнува со стравови, започнува со борба, започнува со гнев. Вие почнавте со војната, меѓутоа војната е клучниот елемент во филозофијата на Хераклит. Хераклит вели се почнува и се завршува со војна. Војната е крал и татко на се.
Се разбира, тој не мисли само на војната меѓу племиња, меѓу народи, меѓу држави. Мисли на војната во мислењето, на полемост, на полемиката, на спротивставување на различни судови, искази, ставови. Ако вие сметате дека не постои друго решение или друга алтернатива, а самиот збор алтерус ви значи другост или друго, тогаш нема решение. Мора да се соочат различните пристапи и да се види, затоа што нема една вистина. Постојат повеќе вистини, па дури во двовалентната, поливалентните логики говорат за повеќе вистини. Иако овој обид сега да се релативизира и вистината, да се говори за некоја поствистина, води во една ситуација во која што се ќе биде докрај релативизирано. Ке стигнеме до некакви лажни вести, што е сега именно, синоним на тоа. Поствистината ви е токму тоа. Ако може да биде лагата вистина или да се представи како делумна невистина или делумна лага, тоа е токму тоа. Но ми се чини дека овие два проблеми кои ги ставам на маса, кои се видливи од Македонија до Соединените американски држави, како да го внесуваат новиот стил на политичко владење, понижување на луѓето, понижување на нации, понижување на процеси кои сме изминале. Имам пред себе еден став на Жак Атали, еден од внимателните советници на Митеран и председател на ЕБОР, на Европската банка за обнова и развој, вели дека Третата светска војна ќе биде природна последица на геополитиката на понижување. Мислејќи пред на тоа дека светот има ригиден став кон понижувањето на Русија и на овој обид за балансирање на силите. Зошто сме соочени со таков тип на понижување? Поради социјалниот, асоцијалниот капитализам или поради моќта на најмокните? Жак Атали дава одговор на ова прашање што самиот го поставува, го дава одговорот во едно друго дело, кое се вика Врева, каде што вели дека капитализмот има потреба да крева врева. А и медиумите исто така, ако не кренете врева, никој нема да ве слуша. Така што понижувањето на другиот секогаш историски бил оној кој плаши, застрашува, тој е различниот од нас. Понижувањето на другиот е всушност издигнување собствено. Затоа идеологиите, без оглед од која провиниенција, дали од лева или од десна, имаат потреба да го сатанизираат другиот. Погледот на другиот да го представат како нешто што апсолутно не може да биде прифатено, а на тој начин всушност и се крева врева и се издигнува собствениот став во однос на ставот на другиот. Знаете за античките грци, друг или варвари не оној кој не го знае грчкиот јазик. Гледате дека таа идеја и ден денес функционира. И тоа функционира во однос на нашиот македонскиот јазик. За нив и тој ден денес е јазик кој што не постои, како што и за некои наши соседи не постои. Трајковски? И оно што би додал е дека причината за ваквите состојби кои што ги имаме, ја гледам главно во промените кои што настана на светска сцена и светската економија, почнувајќи некаде од 80-тите години, со пробивот на неолиберализмот. Се до тој момент, она класична поделба, разграничување меѓу, да речеме, индивидуалистичките интенции, потреби и колективистичките, претегнуваше на страната на колективитетите, општествата, државата и така натаму. Со пробивот на неолиберализмот, со Реган, со Тачер во Британија, тој тренд навлезе во битна промена на носите. Сега сме во основа растурени како општества на тој план, преовладува егоизмот, преовладува индивидуализмот. Погледнете Македонија, во делот на солидарностите кои што некогаш ги имавме, во делот на не знам, идентификацијата со поголемите ентитети, го нема веќе тоа. Тоа слабе, луѓето се насочени кон сопствената екзистенција, кон одржување на животот буквално. Според тоа, она што го гледаме на политички план, може би е само прост одраз на случувањата. Затоа е мојата критика кон постојните политички формули, нивната неспособност, неумешност да понудат нови решенија, нови излези решенија, туку едноставно само го
го преведуваат она што го чувствува населението, го преведуваат во изборни или предизборни кампањи. За 20 дали популизмот доминира? Овој синоним кој се обидувам да го изvedам како нов карактер на политичката сцена, дали понижувањето е средство или метод за владење? Па и едно и друго може да биде. Ако целта е владењето. Знаете како, ако целта ви е благосостојбата на оние со кои што вие владеете, тогаш очигледно нема да ви биде ниту цел, ниту средство. Но ако цел и средство вие за да владеете по секоја цена и да ги остварите идеите без оглед какви се тие идеи, тогаш е тоа она за што се држат владетелите, уште од времето на Макијавели и неговиот концепт, да не зборуваме за концептите во античка Грција. Но да не заборавиме, и самиот Хомер, кога ја почнува Илијадата, првиот стих на Илијадата, почнува со зборот гнев. Гневот Божице спеи го, гневот на Ахилеев. Нашата цивилизација, западноевропската цивилизација, почнува со гнев. Гневот ја произведува војната меѓу ахајците и тројанците. Троја паѓа поради гневот на една личност, на Ахил, затоа што е луд, затоа што е разгневен, се разбира му помагаат боговите. Затоа Петер Слотerdijk, филозофот прочен германски, пишува во неговата клучна книга од крајот на 20. век, која што е одговор на Хајдегеровата Sein und Zeit, битие и време, но сега како гнев и време, неговата книга го носи тој наслов. Тоа е еден од обидите да се промисли нашиот свет и да се свати зошто ни се случува ова што ни се случува. Има многу гнев во народот. Не само кај нас, има во големите држави многу гнев. Од каде доаѓа тој гнев? Сега ќе треба тоа да се толкува и од гледна точка на социјалната психологија, од гледна точка на психоанализата, тоа Жижек го толкува од гледна точка на фройдијанската и лаканијанската теорија и така натаму. Има една, со вас морав да се подготвам, па испринтав, предполагам, едно чудо такви умни мисли. Људмила Улицкаја, руска писателка од еврејско потекло, која неодамна доби награда на Австрија за европска книжевност, чиј текст што ќе го цитирам е објавен во Шпигел. Се разбира, мислејќи на Русија, вели, мојата држава боледува од агресивно незнаење, национализам и империјална манија на повисока вредност. Се срамам од својот нестручен и агресивен парламент, својата агресивна и некомпетентна влада, раководните политичари. Нешто ви сличи на Скопје? Многу сличи, освен може би тие идеи за империјалното минато, иако и тие се актуализираат и кај нас. Во обидот да ја конкретизираме ова дискусија за случувањето на глобален план, мислам дека е значајно да погледнеме од оваа страна. Овој тип на мобилизација на негативности, на омраза, на гнев кон другиот и третманот на другоста со што поголема рестриктивност се случува во постојните политички шеми најчесто со десничарските политички ориентации и програми. Ако земете во Македонија, најголемите стравови дека ќе ја загубиме државата се случува во времето на владењето на ВМРО-ДПМН. 2001 година и сега не се случува тоа. Ги исклучувам тука почетните години на осамостојувањето на Македонија, каде што таа партија изигра исклучително позитивна улога. Меѓутоа, факт е дека тоа се случува во тој период. Америка го имате Доналд Трамп со специфична пак десничарска ориентација. Во Франција имате Лепен, исто така. Во западните земји, не само во една, тоа се случува. Не велам дека левите политички опции се затворени кон популизам и негативен став и однос кон различноста, кон другоста, меѓутоа факт е дека овие се по-политички ефективни во мобилизацијата на масите по таа линија. Професор Джапаровски, ние во овој момент сме соочени со една политичко-воинствена реторика да го одбраниме македонскиот јазик, македонскиот идентитет и внатре и надвор. И тоа сега произлегува, водам веќе на домашен терен, на домашните текови, произлегува меѓу другото и околу тоа дали албанскиот јазик да добие поширока примена и така натаму. Она што индикативна асоциација ми создава,
овие промислители на македонскиот патриотизам се обидуваат, се враќам на тезата, да ги понижат креаторите на македонската реч. Внимавајте, оваа власт за џуџиња ги назначува Блаже Коневски и Коста Рацин. Ако ние за нив мислиме дека сме џуџиња, кои се колосите во оваа македонска патриотска етногенеза? Знаете како, не мислам дека оваа власт интегрално смета дека Коневски или Јаневски се џуџињата. Мислам дека тоа се исклучоци. Не треба па ни некои испади од тој тип да се генерализираат и да се смета дека ама ако имате реакција, бидејќи немате реакција, тоа по правило во политичката лексика или во политичката прагма се смета за толерирање на такви становишта. Знаете како, мене повеќе ме плаши тоа што нема реакции за некои тековни нешта што се случуваат. Еве, пред еден ден дури читам во еден наш дневен весник, нема да го именувам, еден огромен текст во кој што се пишува како најлесно да се добие бугарски пасош. Тоа е на 2-3 странички текст во кој што се даваат сите постапки, процедури како тоа да го платила некоја амбасада или да го платила некое здружение. А никаде не стои дека е тоа платен политички текст, ниту пак стои кој е, дали е новинар, автор на сето тоа. Едноставно, двосмислени пораки се испраќаат и имам чувство како да нема уредувачка политика во нашите дневни вестници. Мислам дека се помалку оптоварени. Ако е Бугарија, зашто пишуваме за бугарски пасоши? Ние имаме и огласи дека се доделуваат зелени карти за Соединените американски држави. Точно, ама тоа е лотарија. Лотарија, да. Тоа е друго. Тоа е сосема друго. Таму не можете да аплицирате па да добиете. Но идејата, она што е мене ми се чини е битно дека не постои однатре проблемите кај нас настануваат. Има одговор на ваквите ставови, или на обидот за омаловажување на творештвото и на делото на Коневски. Се знае од каде доаѓа нападот на Коневски. Ако се уништи оној кој ги дава темелите на македонскиот јазик со неговата граматика, без оглед дали поради граматиката или поради поезијата или поради севкупното творештво, така се подриваат и темелите на државата. Односно, се дезавуира основното на што треба да се подпре една држава, тоа е јазикот и една нација. Ако го немате јазикот, вие тешко дека ќе функционирате. Ќе бидете дел од оние држави кои што нема да можат да се легитимираат. За жал, нашата држава овие 25 години не успеа да ги затвори прашањата кои беа отворени и пред 91 година и тоа е еден од клучните проблеми за мене. Не ги затвори прашањето врзано за јазикот со Бугарија, тоа е се уште отворено. Еве, таквите напади веројатно се резултати на една политика која што се води од нашиот источен сосед. И тоа треба да се каже јасно, затоа што и тие јасно кажуваат што прават. Еве, тие се изборија сега во парламентот за правата на нивните малцинства во Албанија. Како одеднаш сега Македонија да не постои. Што значи тоа ако помине еден таков амандман дека има бугари во Албанија? Врз основа на повикување на истражување од 30-тите години. Тоа се тие нешта... Таму е факт дека има македонски училишта, има македонски наставници, учат македонски јазик. Како е можно сега во парламентот европски да се донесе резолуција врз основа на барање на европратениците бугарски дека треба да се внесе во однос на извештајот за Албанија правото на населението бугарско во Албанија? Тоа е прашањето. Не го затворивме проблемот со црквата со Србија. Проблемот со името со Грција не е затворен. И сега одеднаш доаѓа и од четвртата страна, четврт проблем, тоа е актуелното барање. Така што погледнете, има една синхронизација тука. Велат кога 4 страните бијат, најдобро си ситуиран во центарот и може да биде така. Ние сме навикнати на тоа, да. И за двајцата една провокација поинака. А тоа е во овој момент, ајде ги поминавме џуџињата. Меѓутоа, кога хуманист, автор, кој создава на македонски јазик, создава на
и на други јазици, вели дека користењето на албанскиот јазик, кохабитацијата која овде лингвистички постои со векови е војна. Значи се враќам на самиот синоним на почетокот. Значи се испревртени вредностите и реториката. Знаете што, академик кој ќе вели војна, без оглед на што мисли, ни по својата перцепција, ниту по својата лексика е на нивото на звањата, на титулите и на мудроста што треба да ја поседува. Знаете како секој одговара за искажаниот збор. Кај нас постои една инфлација на значењата и врзаноста за самите зборови. Многу лесно некој пат некои нешта се искажуваат, но од друга страна некој пат пак е потребно и собствените стравови да се искажат. Знаете, и тие се легитимни. Стравот е една многу чудна категорија. Не можете некој пат рационално да ја објасните. Ако постои таков страв, ако постои такво чувство дека навистина може да се предизвика нешто слично, зошто и да не се каже? Тоа е демократија. Тоа би имало логика. Да. Не е спорно дека секој има право да го каже, но тежината на зборот е тежина и пред јавноста и тежината на личноста што ја носи оценката. Меѓутоа, со што албанскиот јазик би го загрозил внатре интегритетот на македонскиот јазик, за да тоа биде војна. Не зборувам за платформите, за перцепциите, реториката на Ахмети, која често е на границата на еден македонски провинционализам, политички и така натаму. Што е тоа? Не може да се загрози, нели? Македонскиот јазик може да се загрози само од внатре себе си. Непознавањето на јазикот, непрактикувањето, тоа може да го загрози. Но ние сме сведоци на еден огромен развој на нашиот јазик. И на ниво на креативност во доменот на литературата, и на ниво на развој во доменот на науката, така што загрозите може да дојдат од надвор, тоа е клучната загроза, со тоа што нема да се признава, и тој процес еве се уште трае, иако на сите оние кои што се доволно упатени им јасно дека не може да се негира нешто што постои. Знаете, вие можете да речете не постои движењето, и тоа го велеле елејците. Парменид. Меѓутоа, Зенон цело време, додека Парменид држи предање, нема движење, се шета. И на тој начин индиректно го побива тврдењето дека нема движење. Вие можете да речете не постои македонскиот јазик. Меѓутоа, фактот дека јас говорам, дека ние говориме, дека има телевизија, дека има литература, дека има наука на тој јазик, тоа не може да го негирате. Професоре, пак се враќам на почетната теза на патриотизмот и на поттикнувањето на патриотизмот со една воинствена реторика. Сами зборувате за Франција и за јазичната кохабитација која се развива на тој план. Зошто ние стравуваме? Зошто имаме потреба да не јаде јанза дека некој ќе ни го земе јазикот? Добро, како што кажавме, јазикот е екзистенцијална состојба на човекот. Особено во овакви турбулентни времиња, моменти, како што де факто се наоѓа македонското општество и особено македонскиот идентитет како таков. Тој, како и сите други идентитети, е конструкција. Како и сите, велам, не само македонскиот, меѓутоа во нашиот случај е прилично кревок и прилично сме осетливи. Особено кога тоа доаѓа од дома, од натре, со ваквите примери, како што ги споменавте, со подкопувањето на некои од столбовите на македонскиот јазичен идентитет, Коневски, Рацин и така натаму. Од друга страна, мислам дека дел од работата не е завршена на она највисоко ниво кое што може да го внеси во македонското општество, тоа е на нивото на мисличките луѓе, МАНУ, универзитетот и така натаму. Во нудење решенија во однос на оние прашања кои што колегата Джебаровски ги спомена. Значи, од таа страна можем да го разберем, например, стравот кој што се јавува кај книжевниците, кај луѓето кои што живеат професионално од својата нација. Затоа што ако се објавува, се пишува на тој јазик, ќе може да се обезбеди животот, така. Меѓутоа, јазикот е и прашање на идентитетот. И во тој дел, мислам дека реакциите не се просто од себична професионална причина.
Внесувањето со ова сега, веќе се враќаме, вовлекуваме во овие дневно-политички дискусии. Например, кога ги слушам аргументите дека со давањето статус на втор службен јазик на албанскиот јазик, македонскиот не губи ништо. Но, би го разбрал тоа како аргумент, така? Доколку се слушнат размислувањата на луѓе, па иако не ми се допаѓаше не мене изјавата на почитување на академик, така воинствена, но да се слушнат и овој дел на размислувањата. Кохабитацијата со животот претпоставува влегување, барем за извесен период, во кожата на другиот. Во тој дел светот го има истиот проблем. Јас споменавме Франција, меѓутоа земјите ги други земји. Но бараат решение. Значи, се разговара на ниво учено, информирано за тие прашања. Јазичките разлики сите општества се на некој начин хетерогени и се појавуваат тие проблеми, особено со глобализацијата, особено со миграциите. Но земјите кои што имаат култура, традиција на добро управување, добро владење, не го допуштаат тоа на моменталните политички гарнитури и одлуки. Туку за тоа се прават сериозни студии. Во Македонија за ниту една тема не е од фундаменталните политички прашања не е направена таква студија. Иначе решенија постојат од различен тип, например, дали ќе се прогласи јазикот за службен јазик, дали ќе се прогласи за национален јазик. Швајцарија, например, 4 национални јазика, од нив 3 се службени. Англиски, францускиот, германскиот и италијанскиот. Четвртиот романиш или хелветика е национален, таков статус има, меѓутоа не е службен. Така, имате повеќе земји каде што бараат решенија на овој начин со меѓусебно почитување и уважување. Нашиот проблем е дека тоа не го правиме на условување. Или ќе прифатите мојата платформа, или нема. Ама не е тоа решение. Само резултат на македонскиот ексклузивитет на одбрана на патриотизмот македонски од академици. Ви имате еден класичен политички примитивизам и кај дел од албанската елита која вели земи или остави и која заборава на есенцијата на политиката, тоа е компромисот и разговорот. Токму тоа. Пред некој ден слушав една од аргументациите дека ништо не смета ако, например, огласната, кога влегувате на границата од Бугарија према Македонија, на Ново село, видите таблата напишана не само на македонски, туку и на албански јазик. Следното прашање е дали не смета поставување на албанското знаме. Направењето разлика она што е држава и она што е некаква етничка нација. Зборувате за патриотизмот. Јас мислам дека себе си се гледам како патриот, ама уставен патриот. Она што кај нас е патриотизам е во основа и национализам и идеја за нација е главно етничкиот елемент. Се затвораме во тие посебности на народното, она што е пород, органски, не го гледаме политичкото и не конструираме политички идентитет на ниво на Република Македонија. Тие 2 милиона граѓани на Република Македонија. Следите искажување на афирмираните универзитетски професори Илјо Трајковски и Ивица Джепаровски, филозоф и социолог. Реклами и потоа се враќаме на, предполагам, не помалку атрактивните домашни случувања, дури и да ги гледаме со локална или со светска перцепција. Влада нема, политичкиот јазик без зборови и азбука. Зошто воинственоста повторно станува синоним на обединувањето? Лидерите креираат етничка напнатост и воинственост. Кој ни наметнува дека сме центар на светот и зошто го уништуваме граѓанското содружништво? Дали албанскиот ќе исцрта нови демаркации во Македонија или конечно ќе стане јазик за разбирање? Филозоф и социолог за македонската периферија во светската политика, за новиот провинционализам, егоизам и самодоволност. Професорите Ивица Джепаровски и Илјо Трајковски и натаму вечерва во студиото, откако малку прошетавме по светските меридијани со локална терминологија на тоа што нам ни се случува, уште само оваа перцепција. Дали ние во Македонија ја плаќаме или ќе ја платиме цената на новите турбулентни времиња, на новите
доктрини што може да се појават, а при тоа ние малите, воопшто, не само малите, да исчезнат како фактори, како колективитети и така натаму? Најнапред едно укажување, врзано и за вашето представување. Сакам да укажам дека јас доаѓам од Универзитетот Светите Кирил и Методи, од Филозофскиот факултет, и мислам дека, бидејќи сме сега на локално ниво во разговориве, мислам дека е битно тоа и кога се најавуваат гостите во вашите емисии да кажувате кој од каде доаѓа. Затоа што велите, се вели универзитетски професор, не се кажува од каде. Ние двајцата сме универзитетски професори на УКИМ и јас се гордеам што сум професор на УКИМ, како што и на Запад се знае кој е универзитетски професор на Харвард, на Оксфорд и на Кембридж. Тоа се нашите... Се согласувам и ви се извинувам и други ме предупредија на тоа, особено затоа што памтам и да се знае. Паметам една ваша охридска изјава која рековте дека Македонија може да се гордее што може и да има европска философска школа. Така е. Знаете, тоа не е небитно. Сега да ви одговорам на прашањето. За да не излеземе на локалното, да излеземе Абсолютно, сега сме на локалното и затоа јас ова го укажувам. И врзано со идентитетот, не? И врзано со идентитетот. Знаете, идентитетот е една многу суптилна категорија и идентитетот не е единечен. Знаете, сите ние имаме повеќе идентитети во себе си. Имаме идентитет врзан за нашата нација. Имаме идентитет врзан за нашиот јазик. Имаме идентитет за нашето образование, нашата алма матер, таму кај што сме го завршиле образованието. Тоа е нашиот универзитет. Имаме идентитет врзан за партијата во која што припаѓаме, ако сме членови на партија. Јас не сум. Затоа можам вака малку по-лежерно и по-слободно да гледам на нештата. Имаме идентитет кој што е родов. Фактот дека ние сме мажи, има родов женски идентитет. Потем може да говориме за различни видови, да не редам натаму. И секој од овие идентитети не боли ако некој не боцне во тој идентитет. Нас сега не боцна во идентитетот врзан за јазикот. Јас ова метафора користам од Малов, Погубни идентитети, неговата книга. Тој вели идентитетот вие како кожа, ако ве боцне на еден дел од телото, без оглед кој идентитет ве допира, ќе ве боли секаде во телото. Сега, зошто нашиот идентитет е загрозен и зошто се случува ова што се случува кај нас? Затоа што, реков повторно, многу прашања останаа отворени и не се решија. Во еден текст тоа го имам напишано. Првото соочување со негирање на идентитетот е кога ќе отворите компјутер или лаптоп и ќе влезете во Word програмата и таму ќе ви пишува фирма Седонија. Во самата тастатура додека го пишувате текстот, тоа ве предупредува дека вашиот идентитет, нешто со него се уште до крај не е средено. И ние не успеавме тоа да го направиме. Зошто е друго прашање? Мислам дека премногу се занимаваме со епифеномени, дека премногу се занимаваме со тоа што и како ќе се случи во светот на политиката, се забораваат клучните работи, таа борба околу идентитетот треба постојано да се води. Затоа што, за жал, ние не треба да заборавиме каде живееме. Живееме на Балканот, живееме во ова окружје во кое што сме, живееме со држави кои што своите идентитетски прашања ги решиле пред нас историски и можат со помош на државата што ја имале пред нас, тој идентитет да го зацврстуваат се посилно и да им го наметнуваат на послабите. Трагедијата на курдскиот, да речеме, идентитет е во тоа што има многу силни држави околу себе. Најголемата нација на светот нема држава. Милиони, над 50 милиони немаат држава, затоа што имаат силни идентитети од страната. Имаат комшии кои не им дозволуваат да се формираат. Ние успеавме да го формираме нашиот идентитет. Успеавме државата да ја формираме. Сега треба да ја зачуваме и да се бориме за тој идентитет. Затоа јас велам, јас се чувствувам исто како и колегата. Како што каже, јас се чувствувам патриот. Кога ќе биде загрозен мојот идентитет и јас реагирам. Знаете, тоа е нормално да реагирате на загрозата на идентитет. Но сега прашањето е како да се направи хиерархизација на идентитетите. Кој идентитет е најбитен? Дали партискиот идентитет? Па сега што ќе рече партијата, мора да слушаме ние и да го прифатиме тоа. Дали родовиот идентитет ќе биде или ќе биде идентитетот
врзан за нацијата или за јазикот. Тоа се прашање за кои што треба да разговараме и ние разговараме. Меѓутоа најотворено да разговараме, без сатанизирање, без да велиме овие се добри, овие се лоши. И црно-бело да ги поставуваме нештата. Мислам дека тоа е единственото решение. А она што се случува во светот не може да не се случи кај нас. Тоа е глобализираниот свет, каде што процесите што се случуваат на глобален план, на финансиски план пред се и на економски план, не можат да не влијаат и врз нас. Дури уште позасилено, бидејќи ние сме многу помали и не можеме затворено да живееме, ниту да градиме таква економија. Кога ви се извинив и кога ме предупредивте за дека доаѓате од Кирил и Методи, со право, од еден од најценетите универзитети, не сега веднаш да полемизирам, но мислам дека ви отпаѓа оној дел од универзитетот кој е претворен во значаен дел на една аморфна интелектуална маса која не знае да реагира, или како Андрич го забележал вашиот колега Златко Илисавец, секој власт има своји интелектуалци. Мислам дека Скопскиот универзитет стана легло на интелектуалци на власта и на еден јасна перцепција на клиентелизам. Но тоа е голема тема, може би за друга емисија, инаку не се согласувам со вашата изјава. Во целост, разбира, може да говориме и за таков аспект на нашиот универзитет, меѓутоа мислам дека тоа многу повеќе важи за другите универзитети. Многу повеќе. Можам ли јас во одбрана на УКИМ, нели? Не му треба одбрана ни од мене, ни од други, он се брани сами од себе си. Има и сосема обратни искази дека УКИМ е легло на опозицијата. Особено после пројавите на студентскиот пленум, на професорскиот пленум, исто така, особено лоцирање на одредени факултети. Мислам дека УКИМ во тој дел не е никаков исклучок од остатокот од општеството. Политичките ориентации на луѓето се нема слобода и право и секако дека и меѓу нас има разлики. Точно е тоа дека тој како најстар универзитет има одредено наследство институционално, така? Меѓутоа, ако ги погледнеме промените кои што се случува во последните неколку гарнитури, ректорски, така натаму, ќе препознаеме и една и друга ситуација. Клучното е друго. Не е битно дали тој е ова или она партија присутна во универзитетот. Клучно и не само универзитетот, во другите јавни институции во Македонија. Клучното е дека под влијание на тој тип на политики кој што предмалку го именував како неолиберализам и така натаму, јавните институции се подкопуваат. Значи се дерогираат на сметка на приватните. Добро, да го затвориме тоа прашање со различни становишта. Тоа е делот на здравството, тоа е делот на безбедноста. Во однос на прашањето на идентитетот. Главниот проблем, мислам, че зошто така се реагира кога се поставуваат тие прашања е така наречената секуризација на идентитетот. Кога се доведува, и тука сте во право кога го поврзувате со проблемот на војната. Значи, многу прашања во Македонија, како мала земја, се промислуваат или веднаш се поврзуваат со прашањето на безбедност на земјата, на државата, на населението. И во такви ситуации, нормално, терминологијата е таква како што е, воинствена и така. Не, во нашата политичка прагма ние се научивме на оној диалектички принцип акција и реакција. И сега вие имате декларација или платформа албанска и веќе веднаш врвот на промислувањето кај дел од македонските дејци или мислители или како сакате луѓе кои имаат провладено или било какво становиште, велат на Македонија сега треба македонска платформа. Ако ние се доведеме во ситуација на судир на платформи, а да разговараме со речникот на глуви, каде одиме? Знаете, платформите се резултат на политичка проценка кога тие платформи ќе излезат во јавноста. Ниедна платформа не се создава во моментот. Идеите за определени аспекти на платформите постојат многу порано од моментот кога тие ќе се појават. И тоа треба да се знае. Така што ова не е нешто неочекувано што се случува, само што сега очигледно е проценката таква дека е вистинскиот момент да се излезе со една таква платформа или со едно такво барање, инаку тој процес во континуитет трае.
Дали сега треба да се излезе со македонска платформа, исто така прашање за кое што треба да се разговара. Не само што е континуитет, туку тоа не е ексклузивитет на Али Ахмети. Тоа да. Тоа што го памти патот на македонската самостојност и решенијата на и уставните донесувањето на уставот. И ја памти она чувен настап на Абдурахман Алити, кој тогаш заговараше албанскиот да биде дел од конституционалата во Македонија и притоа без да инсистира на ексклузивитет дека по секоја цена албанскиот јазик е загрозен од македонскиот, туку напротив, дека албанскиот не го загрозува македонскиот. И така што на тој начин сега се во прашање методи и средства на Дуи или на Ахмети како да поразо да го претвори во победа, но тоа е сега друго прашање. Се враќам на основната промисла. Дали во Македонија ние сме на граница на еден своевиден, ајде употребам и ригидна дефиниција, јазичен фашизам? Па тоа е претешка формулација. Фашизмот е многу сериозен збор, поим со многу тежина, голема тежина. Мислам дека не може такво нешто да се каже, но знаете, веќе зборовите, како што реков, се помалку ја губат врската со значењата, а и нивното толкување се врзува многу често за контекстот. Знаете, контекстот некој пат може да определи сосема поинакво значење, така што дали станува збор за еден јазичен фашизам, јас не би можел да се согласам со таков став, но станува збор очигледно за наложување на една друга концепција за уредување на државата. И тоа е сериозно прашање. Барем јазикот за мене е темелен аспект во државата. Ако е тоа само. Бидејќи јас и реков веќе во оној разговор пред емисијава што го водевме, јас не знам што има и никаде не се објавени барањата на партијата на... Не, објавени се. Тие 5 барања се објавени и тоа сега е само операционализирање. Прашањето на јазикот не е сега. Тоа е на масата на Груевски уште од времето на пред 3-4 години кога Питер Фейт тука разговараше за Охридскиот договор и така натаму. Но не ми е главната поверите. Се согласувам со вас дека барањето за јазикот во однос на албанскиот јазик конкретно не е од сега. Но поставувањето на тоа прашање на овој начин и сега во тој момент не можам да го гледам никако поинаку освен како манипулација. И тоа вешта манипулација на една од партиите, која што во основа требаше да понеси одговорност за досегашното 10-годишно учество во владењето со Република Македонија. Сега испаѓа дека само ВМРО ДПМН е одговорна за владењето и доколку Дуи, например, влезе во нова влада со СДСМ, дека Дуи ќе биде амнестирана. А би била амнестирана токму заради ова платформа која што е направена и мене од таа страна не ми е сосема јасно зошто другите две партии се приклучија на таа платформа и од тука се ако размислуваме политички жестоки се разликите помеѓу тие 3 односно 4 партии. Меѓутоа гледате дека кога тука се поврзуваат, се интегрираат во однос на тие прашања, нормално ќе се прашате дали тоа е автохтоно или пак има позади тоа некакви други структури кои што ги поттикнуваат да се однесуваат на тој начин. Ако политичката криза настана со критики за лошото владење, така, тогаш не треба да биде амнестиран ни овој партнер во претходната коалиција. И во тој дел, мислам дека принципиелноста во правењето на коалицијата треба да биде задржана. Дури тогаш, мислам дека ние ќе можеме да ги решаваме врз таква основа принципиелна и овие горливи прашања, фундаментални прашања на македонскиот обстојување, идентитет во врска со соседите и така натаму. Ако ги самите ние менуваме прагматично позициите, тогаш сме слаби, бидејќи моменталната конјунктура може да биде таква да ја доведува Република Македонија во таква состојба. Не, јас се согласувам абсолютно со вас дека не може бенефит да има од ова ни Али Ахмети, ни Зоран Заев, ако ја најдеме вината само кај Никола Груевски од перцепцијата дали некој го брани јазикот
и на каков јас реагирам на начинот на стимулацијата, на реакцијата која излегува од потребата на диалошка форма, туку од потребата на еден воинствен речник, на една реакција со акција. Тоа значи дека сега треба да правиме македонска платформа. Што... Да, ма тоа е само уште еден индикатор дека македонската политиката во Македонија не се води со диалог, со разговор. Видете, констатација е подолго време во сите релевантни извештаи за политичките состојби во Македонија дека отсуствува диалог. Туку дека доминантните политики се во основа волунтаристички, во смисла ова е мојата политичка волја и вака ќе ја терам работата. Добив на избори, тоа е легитимитет да владеам така како што знам. На почетокот спомнав дека демократијата има проблем со тој тип на владење. Потребно е инклузивност и вклучување на другите сегменти од општеството кои што имаат што да направат, што да кажат. Пред малку зборувате дека Ману гледа помалку сејџисто у целата оваа ситуација во која или се навестува дека ќе има нешто, така што нам Ману ни е синоним на некаков собир на бардови, на мислители. Меѓутоа, некојаш и профитерство, не само сејџисто. И профитерство, да, се согласувам. Но има уште една работа. Ајде да оставиме Ману. Има една перцепција во која никако луѓе и како мислители немаме форма на диалог. Се појавуваат албански интелектуалци и мислители, се појавуваат македонска агенда на заговорници на платформа. Не гледам потреба, не гледам кај нив потреба да седнат да разговараат. И затоа ви велам дека нашиот нишан е нишан на агресија, не е нишан на јазик на разбирање. Точно е тоа. Меѓутоа, зошто е тоа така? Исто треба да се прашаме и да се обидеме да дадеме одговор. Реакцијата македонска или создавање на една ваква платформа е реакција на постоењето на една друга платформа. Така што, знаете како, и во физиката имате закон на акција и на реакција. Ако чувствувате дека сте загрозени или дека ви е загрозен идентитетот, организмот на тој начин реагира. И тоа за мене е легитимно да има и ваква реакција. За мене би било чудно да нема. Тоа ќе значи дека се може да помине овде. Дека се поминува. Се разбира, не мора да се согласиме со начинот на кој што тоа е направено. Од друга страна, за мене е многу битно е да се надмине судирот што постои помеѓу македонските партии. Бидејќи тој, мислам дека произведува зголемување на барањата од надвор. Се додека во Македонија постои еден силен антагонизам, и треба отворено да се каже меѓу ВМРО и меѓу СДСМ, а тоа е веќе 25 години, четврт век помина, и се додека таму не почне диалогот, состојбата ќе станува се посложена и посложена. Само што тука мислам дека, еве, и професорот Трајковски тука би го испровоцирал. Ако ние на идејата за така наречено македонско помирување, национално помирување, таа идеја која Димитар Димитров и ВМРО ја пласира во првиот состав на парламентот, па не помина. Но прашањето на така наречено помирување, која го имавме на... Не станува овде збор за помирување, овде станува збор за диалог. Да се разговара кои се клучните прашања за кои што ќе застанат двете партии. Никој пат не е поставена која е нашата црвена линија. Како што грците имаат црвена линија, како што имаат бугарите црвена линија, како што србите имаат црвена линија, албанците имаат, која е нашата црвена линија? Треба тоа да го да се согласат. За 20-та прашањето е, која е црвената линија? Етничката или борбата за право раздавање, правда и борба против криминал? Од и сега, кога ние зборуваме дека нема диалог меѓу СДСМ и ВМРО, основната перцепција тоа ќе значи дека Груевски и Мелков ќе се спасат со тоа. И затоа нема диалог. Но тоа се големи мастодони за мала македонска политичка цена, која може да разговара, без оглед дали се едниот или другиот. Јас мислам дека има место и потреба, дури нужна потреба од помирување. Затоа што Иако нема да се согласам со констатацијата дека немаме црвена линија. Може да е противречно ако сме така раскарани, па како би имале црвена линија. Меѓутоа, факт е дека непредвижувањето во решавањето на клучниот проблем, кој што е
мислам дека ја доведува земјата во ваква состојба како што е, особено блокирањето на нашите евроатлантски интеграции, прашањето за името, се покажа во досегашниот период дека има црвена линија и таа е поставена на етничка основа. Тоа значи дека врзувањето на решавањето на проблемот со името со Грција, со идентитетот, која што на почетокот не беше така. На почетокот беше барање на заедничко прифатливо име за државата. Државата, тука е нашиот проблем во не само македонски, туку во овие земји кои што државите ги дефинираат по етнонационална основа, дека државата секогаш мора да биде врзана со идентитет. Наместо да го гледаме тоа и како управно административно прашање на регулација на таа територија и уредување на животот на тоа население во тој дел. Во тој дел мислам дека црвената линија е поставена по етничка основа, меѓутоа внатре во него конфликтот меѓу овие две политички ориентации е многу драстичен. Има еден дури она што можеше да биде, јас лично поддржував лустрацијски проект, да биде нешто што ќе придонесе кон прочистување на дел од минатото и тој конфликт меѓу националните сили и овие другите кои што владеја во периодот на претходниот систем, тој се злоупотреби и наместо да придонесе кон релаксирање на тој конфликт, тој уште повеќе го зголеми. Добро, професорите Ило Трајковски и Ивица Джепаровски од УКИМ се мои гости. ЕПП и со нивните завршни поенти што би очекувале од и за Македонија. Новите интернет и ТВ пакети од Телеком. Со квалитетниот Ultra LPG Plus. За пониска емисија и помалку трошоци. Разликата е во квалитетот. Само на бензинските на Мак Петрол. Одамна се познаваме. Where have all the good men gone? And where are all the gods? Where's the streetwise Hercules to fight the rising heart? I need a hero. I'm holding up for a hero. To the morning light. He's gotta be sure and it's gotta be soon. And he's gotta be larger than life. Larger than life. Во изборот на стратешките партнери за снабдување со електрична енергија влијаат многу параметри. Трговија со посредник, директно учество на берза, скриени одредби кои влијаат на цената, цена без дополнителни трошоци, најмногу 20% удел на пазарот, 64% удел, пониски цени во иднина, 30% пониски цени веднаш. Да ја избереме најдобрата понуда. Energy Delivery Solutions. Сега имаме избор. Држи лево, бак лево, јако. 200, внимание скокалница. 120, врвови од телка во десно. 180, внимание кам манарија од лево. 220, право кон крстот. Да, Red Bull ти дава крилја. Научив дека никако не смееш да седнеш на кјошон маса, затоа што нема да се ожениш. Како што некои работи постојат само во Македонија, така некои работи постојат само во Рамстор. За квалитетна и одлична услуга. За промоции кои ќе ви заштедат пари. За добивање поени на вашата Рамстор клуб картичка. Дојдете во Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро. Зошто ти и твоето момче не го земете мојот автомобил? Има седишта со масажа. Ох, и неговиот исто. О. Има и Matrix LED светла. Ја вознемирува премиум класата Астра со седишта за масажа и Matrix LED светла. Астра во акција. Астра Enjoy за 14.840 евра. Кога бевме деца, пријателствата беа бескрајни, а соништата остварливи. И имавме на кого да се огледаме. Возбудата беше во секоја искра, во секој допир, во секоја капка вода. Не постоеа граници и опасности, зашто знаевме дека некој се грижи за нас.
Со нашите полиси за осигурување бидете безгрижни како деца. Тука сме. Осигурување Македонија. Cinema, Gugu! Cinema! Ole, ole! Ole, ole! Blockbuster! Cinema Gugu Bake Rolls. Ема Уга. Нуга. О, нуга! Ага. Пица? Пица. 7 Days Bake Rolls. Најголемото откритие досега. Cinema Gugu Фриди. Кога пробувам да ја пуштам косата долга, неизбежно се откинуваат прамени коса. Но со новиот Пантен се чувствувам непобедливо. Пантен со формулата Smart Pro V. Регенераторот ги идентификува слабнатите делови и ги зајакнува до последниот сантиметар. На овој начин можам да уживам во мојата подолга коса. Јака коса. Пантен коса. При крај сме на емисијата, тоа што на почетокот го изразивме како сомнеш дали влада ќе има или како надеж дали ќе предизвика реакција лидерската средба на Ахмети и Зоран Заев, ќе го чуеме како резултат од нашиот дописник од Тетово. Мислам дека Зоран е на линија. Зоране, добро вечер. Какви се ефектите и кои се искажа после овој прв постизборен диалог околу идната коалиција? Да, Чомоски, тука во седиштето во Тетовска Мала Речица 3 часа траеше средбата помеѓу лидерот на СДСМ Зоран Заев и лидерот на ДУИ Али Ахмети. По завршувањето на средбата, засега даде изјава само лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој истакна дека со лидерот на ДУИ Али Ахмети ги спеглале некои прашања околу потребата на албанскиот јазик. Тие прашања, како што кажа Зоран Заев, ќе бидат пренесени до работните групи и на Социјалдемократскиот сојуз и на Демократската унија за интеграција, каде, како што кажа лидерот на СДСМ Заев, ќе се разговара, меѓутоа нема да се излага од рамките на Уставот. Инаку, тука се новинарските екипи, за сега немам информација дали ќе има некоја изјава или став од Демократската унија за интеграција. Лидерот на СДСМ Зоран Заев неколку пати на новинарски прашања повтори дека за сега само се разговара во рамки на Уставот, доколку се добијат потписи за состав на нова влада, понатамошните преговори, како што кажа тој, се уште ќе се одвиваат во рамки на Уставот, иако вчера портпаролот на ДУИ Бујар Османи изјави дека ако се добијат потписи, понатаму ќе се разговара за албанската платформа, меѓутоа тие разговори ќе преминат во македонски и албански диалог и како што налага албанската платформа ќе се отварат уставни прашања, меѓутоа Зоран Заев уште еднаш ќе повторам денеска истакна дека и понатаму нема да се излегува, односно да се разговара и преговара надвор од Уставот на Македонија. Па ако е подготвена изјавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев, предлагам да ја проследиме. Јас се надевам дека колку што е можно побрзо овој преговорачки процес ќе заврши. Јас сум оптимист дека ќе заврши позитивно, но еве денеска одредени работи ги расчистивме заедно со господинот Ахмети. Се надевам дека и нашите стручни тимови ќе го доловат духот кој што ние го разговаравме, за да можат да ги изнедат тие решенија во рамките на Уставот, за кој што ми е многу драго што токму и двете политички партии се залагаат да добиеме уставно решение кој што ќе има своја практична примена и навистина ќе го олесни животот на еднаквоста на граѓаните во Република Македонија. Дали би можеле да ни кажете докаде се вашите разлики со ДУИ во однос на потребата на албанскиот јазик? Знаете како ние со нашиот концепт за едно општество сме поприлично растаретени и мислам дека ова уникатна и убава можност да вистина одредени предрасуди кои што си во овие 25 години независност биле одредени тегуби во нашето секојдневие.
Разликите се во толкувањето на уставната имплементација и практична примена на законот. Во одреден аспект, на вистина ни треба сериозно аналитичко пристапување на практичната реализација. Не е целта се да испишеме одредени законски решенија, во одредени формулации или текстови. Важно е тоа да го доживее светлото на денот, да има своја примена, каде што апсолутно ќе биде воедначување на одредени права, без при тоа да бидат загрозени одредени права на другите етнички заедници, да не се случи мајоризација или наметнување на малцинството врз мнозинството или одредени слични случаи. Дилемите се токму тука. Значи не се од таква суштествена природа за дали постои желба за одредено да помине одредена работа или да биде спречено нешто да помине. Не, се работи за уставност. Очигледно дека има уште простор за договарање, дека сме се уште далеку од добивање на подписи за идниот мандатар. Многу контраверзии наоѓаме во првите изјави дека Уставот треба да се почитува. Од друга страна, дел од албанските политички фактори заговараат така наречена уставна реформа или редефинирање, што зборува дека треба да се обезбеди двотретинско мнозинство. Зоран, каков е твојот впечаток? Така, лидерот на СДСМ, како што каже и самиот, истакна дека и во втората фаза на преговори, односно кога ќе се разговара за состав на нова влада, нема да има уставни измени, ако тоа го истакна вчера од ДУИ, меѓутоа и од Алијансата за албанците, меѓутоа тој во продолжение истакна дека може да се дебатира во собранието за овие прашања, нели во интерес на граѓаните, меѓутоа како што и самиот рече, за сега нема никакви преговарања и разговори за уставни измени, затоа што, како што самиот Заев кажа, уставот македонски е либерален и европски. Благодарам. Тоа беше првиот рапорт од средбата во Мала Речица вечерва, 3 сата, Али Ахмети и Зоран Заев. Ќе видиме какви ќе бидат резултатите. Но врз основа на ова устав, па и македонски-албански диалог заради евентуално отварање на уставот, кај оди Македонија и со што ќе оди Македонија? Каде ќе отиде, не знам, ама знам каде би сакал да оди. Би сакал да оди во Европа. Таму рамката е поставена, например, со еден многу значаен документ, тоа е Европската повелба за регионални малцински јазици, која што на некој начин е продолжение на Европската конвенција за малцинствата. Македонија е потписник, но мислам дека се уште ја нема ратификувана таа конвенција, која што нуди европски прифатливи решенија за регионалните и малцинските јазици. Но, доколку таа конвенција се прифаќа, нашиот проблем е што нашите сограѓани, дел од нив, албанци, не го прифаќаат статусот на малцински јазик. И веројатно и тоа што создава такви сериозни проблеми. Но, ако сме се определили за европска интеграција на Македонија, тоа е рамката во која што треба да се бараат решенија. Се разбира, во името на прагматичноста која што беше споменувана и е споменувана, можно е да се секогаш оди подалеку од тоа, но не може да очекуваме дека само Република Македонија ќе прави такви исчекорувања во однос на тоа што е стандард и норма во Европа, односно во рамките на Советот на Европа, а дека соседните земји кои што не обкружуваат ќе имаат таква политика кон малцинствата, вклучувајќи го македонското малцинство во Албанија, односно во Грција или во Бугарија. Така да, уште колку можеме да чекаме без влада? Дотолку повеќе што мислам дека во овој момент на политичката сцена како да се враќа еден амбиент на партиско-судски политички пир, да се внесе страф и немер кај граѓаните, повторно спектакуларни апсења, преместување на судии и ецетера. Уште на тоа пак Джепаровски. Мислам дека тоа се работи кои што едноставно кажано не доликуваат на моментот во кој што се наоѓа земјата, може да причекаат акциите, меѓутоа очигледно дека има други сметки и калкулации позади тоа. Колку можеме да чекаме без влада? Не е упатно да се споредуваме, меѓутоа инстант решенијата, какви што, например, сега се во 3-4 сата ќе седнат, ќе се договорат за лидерите, кои што не разбираат тематиката. Јас знам дека позади нив стојат некакви стручни тимови. Меѓутоа, она што го гледам на медиумите, кои се стручните тимови, пак се политичари.
малку се тие кои што се уставни професори по уставно право, па малку се тие кои што се познавачи на политичките и состојби решенија на тој проблем во светот. Ако е избрзано решението, ќе направи повеќе проблеми отколку што ќе допринеси за прагматичност или за било какво решение на проблемот со јазикот на малцинствата. Професор Джепаровски, ајде тргнем од коментар. Што значи да бидеш растоварен, а да го браниш македонскиот идентитет или македонската кауза? Тоа значи постојано да не си растоварен. Колку и да звучи тоа некако парадоксално, но навистина е така. Растовареноста е само привидна растовареност, затоа што кога се создава на еден јазик кој што толку векови па до денесеве е оспоруван, тогаш треба да се има чувството за значењето на тој јазик и не треба толку лесно да се заборава тоа. Растовареноста може да биде политичка, меѓутоа никој не може да не растовари од нашата историја, од она што го знаеме за нас како држава, од она што го носиме со себе си како традиција, од она што го оставиле зад нас бардовите на нашата книжевност и литература. Се разбира, тоа не значи да се оневозможува и другиот да си ги изрази своите јазични права. Апсолутно не. Но знаете како не можете па ни вие да отстапувате до крај и да си го минимизирате она што некој ви го оспорува. Особено сега кога и внатре ќе почне да се случува тоа оспорување. Да го поставам најпрозаичното прашање, кај ќе одиме? Не знам каде ќе одиме, за тоа си добиле легитимитет политичарите кои што народот ги избрал на избори. И ова сега што се случува е производ на ставот на гласањето на овие избори. Немаше победник апсолутен на изборите и затоа се дојдовме во една ваква ситуација сега. Во други држави, каде што демократијата е поразвиена, тоа не би бил проблем. Да речеме, Белгија немаше влада 2 години и повеќе, па си функционираше државата, бидејќи имаше професионална администрација. Кај нас не е така и затоа е проблем ако не функционира државата, ако нема влада, ако парламентот не функционира, иако и парламентот се покажа нефункционирањето, ништо битно не измени. Затоа што парламентот кај нас ја немаше основната функција да биде парламент во кој што ќе се соочуваат различни ставови и мислења, туку беше претворен во една гласачка машинерија на партиите, каде што буквално се што ќе дојдеше како предлог од владата си поминуваше наједноставно со кревање на рака. Затоа јас многу не се секирам. Ако не се донесе брзо решение, се согласувам со колегата Трајковски дека навистина за некои прашања и не треба да се брза и од друга страна исто така па не смеат ни да се оставаат отворени прашањата, затоа што еве се покажа 25 години оставање отворени прашања не доведе до една ваква состојба. Поштувани гледачи, ви благодарам, поштувани професори. Мои гости беа Ило Трајковски и Ивица Джепаровски од Универзитетот Кирил и Методи, од Филозофскиот факултет. Им благодарам, утре сте со Снежана Лупевска Созен. Ја чувте и реакцијата по првата средба 3 часовна на Груевски, се извинувам, на Заев и на Али Ахмети. Очигледно има разлики кои уште треба многу да се пеглаат. Влада, не верувам дека во најскоро време може да се добие мандатар, но тоа е прашање кое веројатно и утре Лупевска ќе го третира. Пријатна вечер, се извинувам што малку прекардашеви ви одседовме од прекрасниот серијал за Пабло Ескобар.